16-годишниот Микита Брожал имал среќа. Барем така велат лекарите во Лавов, Украина. Коли ранило? Не е страшно кога ќе се повредиш. Боли, но не е страшно. Она што е страшно е кога некој е убиен покрај тебе, ти не можеш да помогнеш. Тоа е страшно. Повеќе од 4400 објекти се уништени во Бахмут, клучно бојно поле во руската инвазија против Украина. Од февруари до сега 320 деца се евакуирани од градот и околината. На 31 декември 2022 година Микита и неговиот 14 годишен внук им носеле вода на продавачите на локалниот пазар. Да, памјатаю тільки сильний вибух. Масивна експлозија е единственото нешто на кое се сеќавам. Дојдов на подот. На секаде имаше прашина, силен мирис на барут. Се свртев и дојдов до мојот внук да прашам нешто, но тој не можеше да зборува. Неговиот внук не преживеа. Микита, заедно со неговата мајка и сестра, 3 дена по неговата повреда, бил однесен во Лавов со воз за евакуација. Може вирушати? Так, але помалесенько. Адолесцентот имал 6 фрагменти на телото, еден од нив длабоко во градите. Там. Од неговото срце оддалечено 5 сантиметри. Тешко е. Не може да се движи, да кашла или да се врти. Тој не може да направи ништо. Уламок. Фрагментот му ги искрши ребрата, му ја здроби скапулата на левото рамо, навлезе во градниот кош, оштетувајќи го горниот лобус на левото белодробно крило, се заглаве меѓу двата главни садови. Хирургот Александар Килинчук беше меѓу првите што го виде Микита во болница. Уламок. Фрагментот е со големина од околу 3 сантиметри. Кардиохирурзите беа на готовност во операционата сала во случај на масовно крварење, но операцијата помина добро. Фрагментот беше успешно отстранет. Видалено сторонње тило. Тој предмет е отстранет. Момчето имало среќа. Микита имаше уште неколку операции за отстранување на други фрагменти, пошто следеше повеќе месечна рехабилитација. Коли вже начали. Кога гранатирањето стана често, многу пати бев на удар. Например, возевме велосипеди, бомба падна буквално на 15 на метри пред нас. Се прекривме со кал, но бевме живи. Сега кога е подобар, Микита планира да ја заврши обуката за автомеханичар што ја започнал пред војната. И кога ќе дојде време, тој ќе се врати во родниот Бахмут.